Почитувани граѓани, заради погрешните политики на владата на Груевски, Македонија и понатаму тоне во меѓународна изолација. И најмладите граѓани на нашата земја забележија дека кога се во регионот не заобиколуваат канцеларката Ангела Меркел, потпредседателот Џо Бајден, државниот секретар Џон Кери, председателот Владимир Путин, листата е долга, драги граѓани. Но владата на Груевски не ги исполнува ни своите меѓународни обврски. Имено, иако оваа година Македонија е председавач на Централно-европската иницијатива, популарно наречена ЦЕИ, владата не успеа да ги исполни обврските кои произлегуваат за успешен развој на оваа иницијатива, единствена регионална европска организација во која Македонија официјално го има името кое е наше уставно име. Најавената програма за нашето председателство со ЦЕИ не само што не е исполнета со неопходните аветени содржини, туку воедно е и опасноста нашите партнери да бидат незаинтересирани во сегашниве услови да партиципираат на одредени настани во врска со оваа иницијатива. Дополнително, таму, каде беа присутни нашите партнери, го симнаа нивото на своето представување, а со тоа и на преземањето на идните обврски. Како врв на меѓународната изолација за која што зборуваме, тоа е неисполнувањето на обврската да се свика самитот на шефовите на влади на земјите членки на ЦЕИ, кој беше најавен од наша страна за 19 ноември 2015 година. Треба да се напомене дека во 2002 година Република Македонија, како преседавач на ЦЕИ, во потполност ја реализираше програмата на своето председавање, кое во ноември на таа година кулминираше со самитот на шефови на влади кој се одржа во нашата земја. Од тогаш се множат, да повторам уште еднаш, меѓународните неуспеси на оваа влада на планот на исполнување на меѓународните обврски. СДСМ нема да дозволи било каква меѓународна изолација на Македонија. Затоа граѓаните имаат идеја. Збогум, Никола.